Драги мои гледачи, ние и вие навистина сме едно големо семејство и секогаш се сретнуваме во едно исто време пред малите екрани на фреквенцијата на Алфа телевизија. Исто така сме и големо семејство со сите вработени во комплексот Етно село. Тимчевски им благодариме за реализација на секоја една емисија. Благодариме на сите вас што ни испраќате на нашата страна Вкусот на традицијата рецепти. Оние што веќе сте ги изготвиле, ни испраќате фотографии, значи нема нешто попрекрасно од тоа кога ќе добијам некоја фотографија од нашите рецепти на денот на Вкусот на традицијата. Велам добар ден за нашата гостинка, господјата Менче Нинич, која што честопати е во Вкусот на традицијата и таа сака со голема љубов незините рецепти да ги сподели со вас. Менче, добре ни дојде. Добре ве најдов, драго ми е што сум повторно со вас. Веќе се навикнав. Така, да. Многу години доаѓам и сакам да ги споделам рецептите со сите други домаќинки, повозрастни жени, секој што сака да кува. Моите рецепти се многу едноставни и брзи и се доста еколошки и здрави се, нема многу масло. А и ефтини, така. Да. Ти за денешната емисија одлучи да ни направиш нешто Што го правам често дома. Да, и е омилено на децата. Значи, јас ги пораснав децата, пошто не сака зеленчук, да. Внуците. Прво за внуките не сака зеленчук многу да јадат, како сите деца други. И јас научив вака да им спремам од зеленчук. Ај, браво. Да. Значи, така баба подметнувала, нели? Подметнува. Еве добар совет за бабите сите. Да. И за мене, и за ова тука до тебе што е. Ти си нова баба, сега така. Неќе да јаде зеленчук, ти ќе му го направиш овој специјалитет, ќофте од зеленчук и има да ужива во тоа, така? Да ги поздравиме. Сакам да искористам овој момент сега да ги поздравам моите во Австралија, моите деца, Ивице постариот син, Дејане помалиот, знајте, постарата Мери и Джемел, и внуците, имам 5 внуци, Јасмина е прва, Лили, Руби, Мекс и Алекс. Сите ги поздравувам. И јас ги поздравувам сите бакнежи до далечната Австралија. И тебе те знаат сите, така да... И до сите наши македонци во Австралија. Така е. Така. Сега имаме ќофтиња од зеленчук. Од зеленчук. Сега, вака, за ни треба 2 рендани моркови. Јас ставам полуварен компир за да ми се скува побрзо. Се става лукче и кромиче, 2 лукчиња, 2 кромичиња. Компири има 2. Два поголеми, волкава големина, колку раката. Колку толкави се, да. 2 лукчиња и кромичиња, 1 тиквица рендана, палента, сол и бибер. Палента се става 4 лажици. Тука е измерено, да, тоа све го измерив јас порано. Бибер. Сол и бибер по вкус и 2 јајца. 2 јајца и мешан сув зеленчук и масло по потреба. Е така. Јас, пошто ги пржам вака понекогаш дома и не става масло, пошто кога се пржат примаат, компирот е подварен, нема да прима многу маснотија. Денеска одлучив да ги ставам да се испечат, да видат луѓето пржено како е, нели, и печеното си е посебен вкус. И полесно за домаќинката, нема да стоиш врз ринглата да пржиш, туку ќе се пече, а ти ќе си завршиш друга работа. И затоа јас ќе ставам малку масло. Добро. Сега, тиквичката ни е изрендана и со малку сол, за да ја отпушти водата. Сега ќе истискаме и ќе... Добро. Може да земиме друго тањирче од тие. Добро. Повели? Да, за да не ми се собира многу. Овдека ќе оставиме. Да. Значи, добро се стиска водата. Многу се вкусни. Можете ви да ставите друг зеленче кој сакате, може рендана брокула или ситно сецкана зелка. Тоа е иста фамилија, вкусот е прекрасен.
Видите колку многу вода има, а? Да. Леле колку вода излезе. Многу, Да. многу вода има. Е така, тоа би било све. Така. Се наполни чинијата. Танирот е пун. Добро. Така. Така. Го ставаме морковот. Го ставаме и компирот сега. Има овдека и за фамилијата и за комшиите, право да ви кажам. Па супер, па ние сме големо семејство Да. овде. За сите да има барем по две. Да. Добро. Сол. Еве, повели. Да, солта е мерена. Овдека е се мерена, само вегетата не е мерена. Мешан Затоа сув што зеленчук. мешан сув зеленчук. Јас се извинјавам, Повели. пошто Да, повели. thank you. Така. Колку ставаш? Па Отприлike колку едно кафено лажиче. Да. Колку да добие малку Многу. мирис. И бибер ќе ставиме малку по ваш вкус. Ако не ви јадат децата бибер, нема да ставате. Добра. Овдека имаме 4 лажици Палента. палента. Ја сакам јас палентата затоа што Да. е претходно кувана и така да не се осеќа. Добро. А и Многу. здрава е. Да. Така. Поздраве, него брашно. Така. Може И да сега ставите јајцата. гриз ако сакате и со Може гриз се гриз, става, може да. презла. Што сакате, да. Може и браш. Ако немате ништо од Така. сетото, ставете браш. Да, јас сум одлучила, значи, да ставам палента и дава некој посебен вкус, мислам, палентата. Повели. Добре. За рацете на салфетка. Ова ќе го Повели. промешаме со рака сега. Повели за раците. Тој стави го тука сега. Така. Со раката најубаво може да се измеси. Дали да ти става малку масло? Покасно сега да го Покасно. измесам за да Добро. не ми оди сегдека. Добро. Многу во мириса од кромичето и од лукчето. Младо кромиче и младо лукче, Да. баш е сега времето за тоа. Дали откако ќе го формираш тестото, ќе ги направиш ќофтињата, Да. оставиш малку да отстојат 15 минути пред да се пече, за да набабри палентата. Нема потреба, палентата брзо набубрува, пошто е веќе кувана таја така, и имала течност. Ама ако се прави со презла или со гриз, треба да се Треба. остави барем пола сат, 1 сат. Добро, Да, ова ќе оди директно, нема потреба, се си е, добро. мислам, пробан Така. рецептот е така да нема проблем. Добро да се измеша, да се комбинираат вкусовите. Значи прво забележувам лефтерно го мешаш зеленчукот, Да, за а да не потоа ги ќе мешам. месиш. Да. Потоа ќе го месиш? Не го месам, само ќе го измешам добро и ќе ставам масло. Ја мислам дека е доволно. Добро. И сега јас би пробала да видам за... Чекај, за сол. Да ти Ја- ставам масло овде? Од тебе се... Не, внатре ќе ставиме. И една лажица за мешање. Стави. Добро, доста е. Добро. Повели лажица за мешање. Еве. И биberот бебото. Така, да се... Ќе го ставиме плехот тука. Дали треба да го намастам плехот? Па не е лошо малку Да. да се стави мрсничко, така Имаме да хартија за цврчкат печење. кога се печат. Да. Нема да се залепат од хартијата, тие кога се пржи, нели не се лепат. Да. Еве ти ставив зејтинче на хартијата.
Така, супер, ке дојде. Добро. Сега за формирање прилично да се исти, се не можеме, нели? Така. Ама јас обично ставам по една лажица. По една лажица. Да. И овие се куваат брзо, ради што се веќе... Полуподготвени. Да, да. Добро. Компирот е варен. Така. Еви јас ке помогнам. Ајде и ти. Ове ке ставиш. Значи, вака едно по едно, додека ја потрошите смесата. Смесата, да. Сега не сум ги броела колку ќе искочат, ама има доволно. И не е важно, Да. нели? Така. Таман ќе ни биде плехот, мислам. Да, толку ќе саша. Јајцето ќе ги држи врзани. Да. И палентата исто. Да, и палента. Му ја одзема течноста. Така. Не мора да се многу танки, да не се исушат. Да. Епа таман сега е во овие вака ќе ги ставиме леле, значи како мерено еден плех. Толку. Е мерено, мерено значи. А така. Супер. Видете колку се сладки ќофтенцата, значи прекрасно изгледаат. А на колку степени ќе ги печеме? Епа, на 200, секако. На 200, на 200. Додека Подолго порумена. време да и да се подсушат, да, така да е. си поруменат и Да си внатре ќе порумен. бидат свежи уште. Одлично. Ти благодариме, Менче, на овој прекрасен рецепт. Видете колку како разгледница ни се ќофтињата од зеленчук. Се гледаме со вас кога ќе ги испечеме. Се гледаме. Леле, цела кујна мирисаше, Менче. Цела кујна од твоите ќофтиња. На вистина, сега ги разбирам твоите, зошто толку многу ги сакале. Ај вака со вилушката, леле, па што субаво. А ти ми викаш и малку и со кисело млекце, со павлака, со Да. така нешто. Ај земи си со рака. Ај со рака. Па да, овие иначе ќе се дробат. Леле, колку ги сакам, колку ми се допаѓаат. О, кажи. Ќе стави малку. Поентата е што не се она гмечени во месењето, туку ти така лефтерно. Нежно, да. И они се така сочни внатре. Внатре, меки. Зеленчукот е цел внатре. Да ти кажам, ништо не ми оди. Ни салата, ни ништо. Толку ми се убави сами по себе. Имаме пинџурче, пиперче, луто. Ништо не треба со овие. Да си ни здрава и жива. Уште многу рецепти вакви да ни направиш. Амин, За амин. твое здравје. На здравје. Драги гледачи, битката ја добива, знаете кој? Тој што одлучил да победи. На здравје до следната емисија Вкусот на традицијата со нов рецепт на денот. Чекајте не. На здравје. Се гледаме. Чао.